Во понеделникот, Собранието на Република Македонија не ги изгласа предложените мерки од Народниот правобранител, кои се однесуваа на подобрување на состојбата со човековите права и слободи. Каде биле пратениците од парламентарното мнозинство во моментот на гласање, го прашавме координаторот на пратеничката група на СДСМ, Томислав Тунтев. Ама тука беа. Во салата имаше повеќе од 61 пратеник и мнозинството имаше повеќе од 40 пратеници. Затоа што беше, веројатно се, јас предпоставувам, после се консултиравме со пратениците, беше прва точка, на таа прва точка кој бил сконцентриран, кој не бил сконцентриран, и кога ги гледавме кој како гласал, од присутните не гласале, значи немаше против или воздржан, не гласале од немарност веројатно или од несконцентрираност. Изјавата на Тунтев само го потврдува зголемениот обем на обврски и стресот на работното место кај македонските граѓани, што пак предизвика потреба од отворање нови школи за разни видови јога, фокус и концентрација. Вчерашни во посета на едно вакво ново отворено училиште разговараше со експертот Јордан Хаджи Богатинов Десков Петкос Абе, кажи го више еднаш, амн! Значи, ова е еден специјален вид на јога, која што со усоглашавање на духот и телото, практично се доаѓа до подобар фокус и концентрација кај самите особи. Мора да нагласам дека, иако постоиме неполн месец, преку вашата камера може да се забележи дека има огромна посетеност. Кај мене доаѓаат луѓе од разни возрасти, има ученици кои што им паѓа концентрација, потоа имам луѓе од администрација на кои што не може да се сконцентрисаат на работа, има политичари, има еден пратеник тука. Иако да нагласам дека они сакава и цела пратеничка група да дојдат, меѓутоа заради мали плати па барава некој групен попуст и во преговори сме. Зошто пратеници, вие бе прашале? Па и нив им паѓа концентрација и фокус. Еве, сведоци сме што се случи миналата недела, кога го прегласуваа тој закон за човекови права и така натаму. Меѓутоа морам да нагласам дека е тој многу класичен синдром за млад човек, млади луѓе, кои што до вчера биле у тренерки или у пижами и сега одеднаш ќе се најдат во ситуација да врзат машна и одело и онда најверојатно многу ја стегаат машњата, при што се јавува на недостаток на киселник во крвта и тоа е класичен синдром после една дефокукација. И во таа смисла моја граѓанска должност е да овозможам до секој еден од нив да може да стигне киселник во нивниот мозак, нормално во зависност од нивните индивидуални интелектуални капацитети, мислам, во таа смисла. И сега ќе ви покажам неколку вежби да видите како тоа функционира. Спиро, направи место до тебе овде. Сега за вашите гледачи ќе покажеме како идат овие вежби за фокус и концентрација. Ама го молам вашиот снимател, дај фокусирайте се малку, да оваа вежба има смисол. Ете така. Значи, овие вежби ги води еден наш искусен инструктор Спиро Енергија, кој што, by the way, има 3 дан црни појас во јога, а исто така има и посетувано на школа за млади лидери во Охрид. Гледате како он дубоко удишува, ете, и веќе е сконцентрисан за неговото наредно дејство, а тоа е издисај. Издисај представува испуштање на воздухот низ плуќата и низ трахеата, низ носните празнини. Павле, те гледам во ретровизор, па те молам, сконцентрирај се и фокусирај. Многу гласно зборите, не можам да се фокусирам тука. Па гласно зборува, вели, доста беше молковај, нели демократија, за тоа ли се боревме? Утре да ми дојдеш со родител во 11 овде. Може малку покасно, во 11 имаме родителска средба кај талот. Имате родителска. Добро. Тоа би било све од ова инструктор јога курс, студио.